Добро дојдовте и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Со големо задоволство, благодарам на поканата. Кога видите дека лидерството е обврска, а не титула, кои најголеми предизвици ги имаат лидерите денес? Кога треба тоа реално да го покажат нели во практика? Па, најголем предизвик во лидерството е да се водите сам себе. Да надминете собствената суета, собственото его и ваш примерен фокус да биде тоа што ќе оставите, каква вредност ќе оставите во организацијата во која работите, во пошироката општествена заедница, а каква трага ќе оставите тогаш кога нема да бидете во таа организација, а наместо да мислите нели каква привилегија можам да добијам сега во моментот додека сум лидер на таа организација. Како лидери ние сме под лупата на нашите вработени, на нашите деловни партнери, на поточувачите, на јавноста и тие од нас очекуваат да покажеме одреден интегритет, да ја оправдаме довербата која што ни е дадена. Би рекол, не треба да очекуваат да сме совршени. Очекуваат да сме енергични тогаш кога треба, да донесеме одлуки за кои што сметаме дека се исправни во моментот, дури и ако не се популарни. И се разбира да бидеме спремни дека некогаш ќе погрешиме, да не инсистираме на тоа дека сме секогаш во право, затоа што ни собствените грешки ние се надоградуваме и се градиме како лидери. И истовремено од нашите вработени и соработници не треба да очекуваме подчинетост, туку напротив. Треба да очекуваме да поттикнуваме, не само да очекуваме, туку и да поттикнуваме окружување во кое што тие ќе може да кажат своје мислење, ќе може слободно да зборуваат, ќе можат и да критикуваат, и тоа тука не гледам ништо нити страшно, нити лошо. Така. Затоа што тоа взаемно, да кажем, таа заемна интеракција напредува организацијата и ние како нејзини тимови. Така. Споменавте дека понекогаш треба да се стави вредноста пред профитот. Може ли да споделите како лидерите практично ја оправдуваат таквата одлука пред акционерите или инвеститорите? Па, пред се и акционерите и инвеститорите треба да прифатат, за среќа во организацијата каде што јас работам моментално го има тоа прифатено, дека репутацијата и долгорочноста во развојот на една компанија е клучот. Понекогаш може да се донесат и, да кажеме, одлуки, мора да се донесат одлуки кои што можеби не помагаат финансиски во резултатот во моментот, дури можеби му наштетуваат на резултатот во моментот. Меѓутоа долгорочно помагаат на одржувањето на репутацијата на компанијата, долгорочно овозможуваат и ја зацврстуваат вашата пазарна позиција, а тоа е нешто што со пари не се купува. Значи, ако вие сте спремни на одредено отстапување кое што ќе даде ефекти на долг рок, ќе ја зацврсти вашата позиција како лидер или како субјект на пазарот и потрошувачите ќе ви останат верни дури и тогаш кога, да кажеме, конкуренцијата во моментот ќе направи нешто што е популарно од вас. Или да не видам толку опште, да илустрирам со пример. Во моментите на инфлацијата во 2022, цените раста, неспорно. Значи, не можам да кажам дека и нашите цени не порасна, но никогаш не порасна толку колку што порастаа трошоците. Ние пред се трудевме да обезбедиме стабилност, затоа што знаевме дека на другата страна имаме потрошувачи кои што ќе запамтат дека во дадено време сме биле на страна, сме помогнале толку колку што сме можеле, бидејќи треба да се има предвид дека колку год нели собствениците да се општествено одговорни, тие исто така носат одредени ризици. Компанијата треба да ја задржи својата способност и понатаму да се развива и да инвестира. Затоа што без инвестиции нема развој. И тоа е еден деликатен баланс кој што се бара меѓу двете работи, меѓу профитот и вредностите. Меѓутоа, во поново време новите генерации на потрошувачи очекуваат компании кои нудат вредности, а не се само, нели, веќе лидерството не се мери со тоа колку сте големи, туку какви вредности оставате. Така. Ме фасцинира податокот дека повеќе од половина од вашиот менаџмент се жени. Во овој контекст, како лидерите може да изградат ваква култура во компании, каде што тоа се уште не е практика, да речеме? Па, за почеток нека ги тргнат очилата кои што прават разлика по пол.
нека стават очила кои што гледаат талент, а не гледаат од кој пол или род е тој талент. Значи, треба да се негуваат луѓето како такви и нивните вештини, да се развиваат тие вештини, и таа разновидност или разнородност во менаџерските тимови да не биде резултат на наметнати прописи или квоти, туку да биде резултат на едно внатрешно чувство, на една внатрешна потреба, да биде работа на избор, а не на принуда. Ви благодарам на одвоеното време, чест ми беше да разговараме. Благодарам и вас.